Ги следите вестите на Канал 8. Добар ден. 123 пожари регистрира територијалната противпожарна единица на Кочани од почетокот на оваа година, што е за 40 на пожари повеќе во споредба со истиот период лани. Од нив 39 пожари се на отворен простор. Одговорните со апел да се внимава во топлите денови и да не се палат страништата. Зголемен број пожари регистрира територијалната противпожарна единица на Кочани годинава во споредба со истиот период ланската година. Опасноста од појава на пожари значително е зголемена во текот на летниот период. Затоа од единицата со апел за поголемо внимание, посебно до земјоделците кои ги палат своите страништа. Територијалната противпожарна единица досега има регистрирано 123 интервенции, што значи дека имаме зголемување на бројот на интервенции во однос на минатата година во овој период. Што се однесе до пожарите на отворен простор, оваа година имаме регистрирано досега 39 интервенции. Најголемиот број значи се работи за пожарување на стрништа, на сува вегетација. Затоа и овој период, имајќи го предвид дека навлегуваме во летната сезона, и во период кога започнуваат жетвените работи, на житариците би сакал да апелираме до земјоделците внимателност при спроведувањето на овие земјоделски активности и секој да укажеме дека забрањето палењето на стаништата по завршување на жетвените работи. Иако годинава се намалени пожарите во Рицко-планинскиот терен на Осоговијата, сепак во два пожари е уништена борова и дабова шума на површина од 40 хектари до Даварсов. Бидејќи Кочанската територијална противпожарна единица ги покрива и општините Зрновци и Чешиново Облешево, Арсов рече дека најголем број пожари, околу 60, се регистрирани во општина Чешиново Облешево, додека во општина Зрновци бројот на пожарите е намален и за овој период од годината изнесува само 10. Кочанската територијална противпожарна единица заедно со полициската станица Кочани и Министерството за земјоделство подрачна единица деновиве се активни на терен и остваруваат средби со жителите од местните заедници во Полскиот и Рицко-планинскиот дел на регионот, каде што разговараат за последиците од пожарите и штетите кои се предизвикуваат. Малолетно лице од Кочани физички нападнало полицајка која вршела увид. Од МВР велат дека идентитетот на малолетникот им е познат, а за неговото однесување бил запознат и јавниот обвинител. Во понеделникот попладне во Кочани се случил невообичаен физички напад врз полициска службеничка која била на извршување на својата работна задача. Според информациите од Министерството за внатрешни работи, околу 15 часот и 45 минути, во моментот додека вработената од одделот за крим техника во полициската станица од Кочани се движела кон улицата Киро Кикенски, каде требало да врши увид, забележала друго лице како врши кражба од зграда во Стопанскиот двор на градежното предпријатие Бетон. Со намера да го спречи во постапката, полицајката запрела и се упатила кон сторителот. Кога се доближила до него, тој замавнал со секира, а полициската службеничка успеала да го избегне ударот. Сепак, напаѓачот продолжил со насилниот акт, при што ја турнал на земја, ја удрил со ногата и избегал од местото на настанот. Од ударот, полициската службеничка се здобила со телесни повреди, што биле потврдени и при лекарскиот преглед во Општата болница во Кочани. И покрај бегството, полицајците успеале да го идентификуваат лицето, кое било 15 годишен малолетник, и во присуство на неговиот родител го привеле во просториите на полициската станица. Таму бил извршен службен разговор, пошто малолетникот е ослободен. Увид на местото на настанот извршила и екипа од полициската станица во Кочани, а за настанот бил запознаен и јавен обвинител, кој треба да ги преземе соодветните законски мерки. Општина Кочани планира да ја уредува околината на споменикот на слободата на Ридот Лукубија во Кочани. Веќе го објави огласот за прибирање понуди за идејни решенија, според кои треба да се изгради парк на овој простор, а од кои по истекот на рокот ќе бидат избрани и наградени најдобрите 3 предлози. Околината на споменикот на слободата на Ридот Лукубија во Кочани треба да добие нов изглед со уреден парк. Таква е замислата на локалната власт, заради што преку Бирото за јавни набавки објави и јавен оглас. Со огласот се бараат понуди од стручни лица за можни архитектонски решенија на целиот простор.
Заради стимулирање на што поголем број учесници од општината се предвидени и награди за најдобрите предлози. Првонаградениот ќе добие 62.000, вториот 37.000, а третиот 25.000 денари во бруто износ. Меѓу другите услови што треба да ги содржат предлозите, тие треба да гарантираат изводливост и одржливост, оригиналност и репрезентативност на концептот, креативност и инвентивност во пристапот на обликување, современ третман на просторот и читливост на идејата на проектот. Конкурсот е јавен и анонимен, а право на учество на него имаат домашни и странски правни и физички лица, дипломирани архитекти или студенти на архитектура. Пристигнатите предлог решенија за новиот изглед на околината на споменикот ќе ги оценува 5-члена стручна комисија од општинската администрација. На кандидатите кои ќе понудат своја визија како треба да изгледа просторот, им е даден период до 5 септември да ги достават своите идеи. Графичката обработка на прилозите треба да биде на ниво на идеен проект, а техниката е по слободен избор на авторите. Цел на идејното архитектонско решение за парк на Ридот Лукубија е да се среди пейсажниот изглед на доминантната кота, што се отвара кон југ, а опфатот е со површина од над 130.000 метри квадратни. Од општината бараат од проектантите да предвидат ресторан Видиковец на локација што сами ќе определат, потоа патека за маунтбајк велосипеди, едно универзално игралиште за сите спортови, а изгледот на паркот да се збогати и со поголема фонтана на една локација. Исто така, треба да се предвиди простор за настава во природа и наблюдувачница. Инаку, Ридот Лукубија и споменикот на слободата што беше изграден на почетокот на 80-тите години од минатиот век, со децении чекаат целосно решение за уредување. По изградбата на споменичниот објект, просторот беше заборавен, особено по промената на системот на државно уредување, со што тој ја изгуби својата основна намена и е претворен во руина. По добивањето на предложените проекти и изборот на најдобрите, ќе се види колку ќе чини општината целиот зафат за уредување на паркот, иако засега непознато е од каде ќе се најдат потребните средства за негова изградба. Дождот што паѓаше во неделата го одложи отворањето на базенот за среда. Собствениците најавуваат дека ќе биде отворен на 21 јуни во 10 часот, а ветуваат добра забава и богата програма во текот на целиот летен период. Беше најавено за во неделата, но дождот го одложи отворањето на базенот во Кочани. Истото е презакажано за среда 21 јуни во 10 часот. Со отворањето на базенот, а претходно и со летната дискотека Аква, всушност започнува организирањето на летните лудории во Кочани. Кочанскиот базен годинава е реновиран и уреден, а собствениците најавуваат забава и исполнети денови за граѓаните во текот на целиот летен период, кога кочанци ќе имаат пријатно место за поминување и разладување во топлите денови. Деновиве се работеше на чистење и подготвување на базенот, а собствениците на летните задоволства не ги заборавија и децата. За нив подготвија 2 мали базени и детски реквизити. И годинава на базенот се поставени лежалки и чадори за сенка и маси и столови за уживање. Новина ланската година беше организирањето на Кочани Самар фестивал, а организаторите велат дека за граѓаните и годинава ќе има полно изненадувања. Во текот на летниот период се планирани живи свирки, а во ноќните часови забава со познати пејачи. Од она што го откриваат од дискотеката Аква, на 8 јули гостува Сандра Африка, а во текот на летниот период и други познати пејачи и групи. Собствениците за иднина имаат идеја за проширување на целиот објект со плажа и игралиште за голф и одбојка. Младата флейтистка Тијана Јовик од Кучани го одржа својот трет солистички концерт во родниот град. Пред многобројната публика таа се представи со дела од познати автори од периодот на барокот и импресионизмот. Нешто повеќе од 30-минутно музичко уживање за присутната публика приреди младата флейтистка Тијана Јовик на својот трет солистички концерт во Кочани. На програмата се најдоа композиции од Бах, Хајдн, Поп и Форе, дела со кои Јовик оваа учебна година настапи на неколку меѓународни и државни надпревари и освои повеќе награди. Со прва награда се врати од 4-тиот меѓународен надпревар на млади музичари Охрид те сакам.
втора награда освои на меѓународниот фестивал Полихимнија во Скопје и на меѓународниот надпревар по класична музика Art in Велес, а со трета награда се врати од Република Србија од меѓународниот надпревар Фемус во Суботица. Оваа година освоив многу награди. Напорно е, нормално, секоја година програмата е се потешка и потешка. Посетив уште 2 нови семинари. Патот кон успехот е тежок, особено музичкиот пат, но ќе продолжам да работам со истото темпо и се надевам дека ќе успеам. Тијана Јовик е ученичка во Државниот музичко-балетски училишен центар Илија Николовски Луј во Скопје, каде ја заврши третата година. Професорката и менторка Симона Марочковска-Мануиловска потврди дека кај низината ученичка се забележува напредок во пристапот и совладувањето на вештините на музицирање на флейта, со надеж дека и публиката на концертот ќе го забележи тоа. Денешниот концерт ќе биде круна на овој целогодишен труд. Програмата е доста понапредна од минатата година. Значи, опфатени се соната, Бах, барок, почнуваме се до импресионизам, кое што одлично е сработено и верувам дека ќе го донесе тоа за слушателите денес. Настапот на Јовик на нејзиниот трет солистички концерт во Кочани, исто како и лани и годинава се реализираше во пијано придружба на Ивана Јанакиевска од Кавадарци, студентка на Факултетот за музичка уметност во Скопје. Крводарителска акција организираше полициската станица Кочани, во која скапоцената течност ја даруваа околу 30 вработени. Ова е втора од трите планирани до крајот на годината. Крводарителска акција спроведе полицијата од Кочани во соработка со Општинската организација на Црвен крст Кочани и Институтот за трансфузиона медицина од Штип. Ова е втора од планираните 3 крводарителски акции согласно годишниот план и програма за оваа година. Полициските службеници ја покажаа својата хуманост. Акцијата помина успешно, дарувани околу 30 единици крв. Со големо задоволство сакам да истакнам дека има голем број на млади полициски службеници кои само што почнале со својата работа, имат се пријавено за доброволно дарување на крв, така да се обновува нашата полициска станица со нови кадри и со нови кои што се доброволно му јавуваат за дарување на крв, така што е еден добар, позитивен, ипак за тоа знаеме дека крводарувањето е хуманна чест, да со цел секојаш да се спасе човечки живот, а ние сме тука за да помогнеме и да можеме да ги едуцираме и младите да може да продолжат и тие да даруваат крв. Кочанската полициска станица годишно реализира 3 крводарителски акции. Третата и последна за оваа година ќе биде спроведена во ноември. Тројца волонтери од Кочанската организација на Црвениот крст зедоа учество на 3-дневниот летен камп, што од 16 до 18 јуни се одржа во Лесново на преубавиот Лесновски манастир. Учествуваа волонтери од општински организации од 7 општини, а темата беше лидерство. Организатор е општината Пробиштип. Волонтери од Општинската организација на Црвен крст Кочани, учесници во забавниот летен камп за деца, волонтери во селото Лесново, во близина на преубавиот Лесновски манастир. Од клубот на млади од Општинската организација на Црвен крст Кочани учествуваа 3 волонтери, а освен волонтерите од Кочанската организација, во кампот учествуваа 40 волонтери од Општинските организации на Црвен крст од Виница, Велес, Неготино, Пробиштип, Свети Николе и Радовиш. Организатори на кампот, кој што се спроведува за прв пат, се Црвениот крст и Општина Пробиштип, во соработка со Советот на млади на Општина Пробиштип. На кампот волонтерите учат, но истекнуваат искуства. Се запознавме со рекреативниот центар Лесново и со значењето на радиостаниците за време на елементарни непогоди. Вакви кампови се одржуваат постојано на национално и на локално ниво, а целта на камповите е да се зголеми бројот на волонтерите во клубовите на млади со цел поуспешно извршени активности на Црвениот крст. Еден од предавачите на кампот е раководителот на Оделението за локален економски развој од Општина Пробиштип Ирина Бошковска, која што ги запозна децата со убавините на Лесново, со планинарството, со она што можат да го посетат таму.
Покрај летниот камп за децата волонтери на општинските организации на Црвениот крст од 6 општини во текот на месецот во Лесново ќе се одржи и познатата меѓународна ликовна колонија Лесново. Инаку во месец август пак ваков летен камп ќе се организира во Кочани, каде што домаќин ќе бидат волонтерите од општинската организација на Црвениот крст Кочани. Следува информацијата од спортот. Солиден успех постигна младите членови на Фудбал Старс од Кочани на меѓународниот турнир Езерски бисер во Струга. Екипата од генерацијата 2005 го освои првото место, додека другите две екипи освоија трето, односно пето место во своите групи. Младите спортисти од фудбалската школа Фудбал Старс од Кочани го потврдија својот квалитет и на турнирот Езерски бисер 2017 што се одржа во Струга. Екипата од генерацијата 2005 го освои првото место во својата возрастна категорија, со што уште еднаш докажа дека заслужено се наоѓа меѓу најдобрите во државата. Нашите момчиња во четвртфиналната средба за противник ја добија екипата на Албион од Скопје и ја совладаа со висок резултат од 6:2. При тоа, Христијан Стојановски постигна 3, Давид Костов 2 и Филип Јовановски 1 гол, со што обезбедија пласман во полуфиналето. Таму наидоа на цврстата екипа на Форца од Битола, со која одиграа нерешено 5:5, но поради подобрата гол разлика се пласираа во борбата за првото место. Во финалето, младите фудбалери од Кочани се сретнаа со своите врсници од екипата на фудбалската школа Тони од Прилеп и ја совладаа со 3:2. Освен победничкиот пехар во екипна конкуренција, поединечно наградата за најдобар голман од генерацијата 2005 му припадна токму на нашиот чувар на мрежата Лазар Гичев. Екипата на Фудбал Старс од генерацијата 2006 пак не го повтори минатогодишниот успех од турнирот во Струга, кога беше второпласирана. Годинава, иако имаше ист број бодови и го делеше второто место со тимот на Гостивар, поради послабата гол разлика, мораше да се задоволи со третата позиција, а на гостиварчени да им ја препушти битката во финалето. Слично поминаа и фудбалерите од генерацијата 2004, кои на стартот во групата имаа победа од 3:2 против тимот на Велешта и се пласираа во четвртфиналето. Сепак, овде претрпеа пораз од мощне добриот противник, екипата на фудбалскиот клуб Кул од Скопје, со што ги завршија надпреварите. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.